Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште една рубрика Прашања и одговори. Името, како и што самата рубрика најавува, ми е Јосиф и оние кои што сакаат да ги одговараме нивните прашања, може да го направите тоа користејќи ги броевите на телевизија Телма, користејќи го хаштагот #Јосиф и исто така моите канали на социјалните мрежи, Инстаграм, Фејсбук и исто така може и да најдете голем дел од содржината на YouTube каналот. Сонја и прашува што е најдобро да се превземе за да се намалат триглицеридите без да се пие некаква терапија. Сонја, триглицеридите и сите метаболни појави, и холестерол, и различни појави на крвната слика се само резултат на лоши навики. Супер е што ме прашуваш како да не дојдеш до терапија и генерално она што јас константно го зборуваме со луѓето, никогаш да не бараат начин на исхрана кој што ќе им реши одреден проблем, туку да создадат начин на живот кој што нема да им донесе никаков проблем, затоа што на светов постојат две работи, а тоа се или имаш добра животна навика или ја немаш, а при тоа барањето на магично стапче, на терапија, на не знам, програм на исхрана кој што таргетира конкретен проблем и да не постои. Кога зборуваме за триглицеридите, на прво место јас би ја ставил физичката активност, особено аеробни вежби како што се трчање, возење точак, пливање. За оние кои што немате време или можеби немате навика да сте физички активни, најдобрата опција ви е пешачење. 2 до 3 часа на неделно ниво пешачење може и те како да придонесе во намалување на триглицеридите и за тоа постојат подкрепени научни студии. Втората работа која што би ти ја кажал се растителни влакна, самото по себе, самиот збор ти кажува дека треба да инкорпорираш многу овошје и зеленчук, во тоа многу подразбира да можеби имаш 3 парчиња на овошје во денот и 2 до 3 салати во текот на денот. Најдобар начин како да ги внесуваш овие особено растворливи растителни влакна кои што треба да влезат во крвниот систем и да прават чистење од триглицеридите, ја би ти ги препорачал овесни снегулки и јаболка. Без при тоа да го лупиш јаболкото, туку да го јадеш со лушпа. Не знам како си со нивото на килажа, но вишокот на килажа придонесува за покачено ниво на триглицериди во крвта, затоа потруди се да воспоставиш ред во исхраната и да се решиш со килажата. Така да тие работи јас би ги издвоил како начин да се справиш со сето ова и се разбира доволен и балансиран внес на масти во телото, особено на нашево поднебе фалат оние незаситени масти од риби, како омега-3, затоа инкорпорирај 2 до 3 пати во текот на неделата и јадење на морски риби. Не мора тоа да биде подготовка, едноставно нека биде туна конзерва или сардина конзерва и ќе ти придонесе и ќе ти помогне.